Правото на регрес за годишен одмор или популарно позната како К15 се регулира со колективен договор и секој работник кој што има во тековната година за која што се исплаќа правото на регрес за годишен одмор, работен, значи поминал 6 месеци во работен однос кај работодавач, има право на годишен одмор, на регрес за годишен одмор. Доколку работодавачот не исплати регрес за годишен одмор, без разлика дали лицето е во работен однос или во моментот кога се исплаќа регресот за годишен одмор, се стекнал со право на пензија, работодавачот и на овие лица има обврска да им исплати регрес за годишен одмор или К15. Доколку работодавачот тоа не го стори, секој работник кој што не добил регрес за годишен одмор, а има право на тоа, има можност да поднесе преставка до Државниот инспекторат за труд во подрачната единица во Скопје, или пак доколку се наоѓа во другите општини од државата, тогаш во подрачните единици во општината во која што живее, или има можност да поднесе преставка и преку веб страницата на Државниот инспекторат за труд, онлайн како познат подносител или како анонимен подносител доколку не сака да ги остави своите податоци. Штом биде доставена преставката, Државниот инспекторат за труд излегува на терен, врши инспекцијски надзор и издава решение согласно утврдената фактичка состојба кај работодавачот кој што врши инспекцијски надзор, донесува решение со кое што доколку работникот навистина има право на регрес за годишен одмор, му издава решение со наредба за да му исплати на тој работник право кое што си го стекнал во текот на работниот однос. Значи, постапката за да пријави одреден работодавач кој што не постапува согласно закон или согласно колективен договор е да пријави кај Државниот инспекторат за труд, за да може правото кое што не го остварил преку инспекцијски надзор му биде овозможено.